Видете, треба да избереме директор на Агенцијата за квалитет во високото образование. Повторувам, во високото образование. Квалитетот во високото образование може да го персонифицира и да го евалуира само некој кој што е постигнал врв во високото образование. Најмалку редовен професор. Не лутете ми се, ама денеска ќе гласате за предлог што значи триумф на политизацијата во образованието и триумф на релативизацијата на квалитетот во образованието. Дозволете да ви посочам зошто. Најпрво, кога го гледате искуството работно, последното искуство е од март 2002 година предавач на додипломски и постдипломски студии. Сега, за да предавате на последдипломски студии, вие треба да сте најмалку вонреден или редовен професор или да сте доцент. Одеднаш сега, кај квалификациите, кандидатот се стекнал со докторат по економски науки во февруари 2022 година. Извинете, јас сум во конфузија. Како може некој кој станал доктор на науки во 2022 година, во 2002 година, да биде предавач, исто звање што ми е непознато, а мислам дека сум долго во високото образование. Таков статус нема. Има доцент, има вонреден, има редовен професор, ама овде да предавате на додипломски и на постдипломски студии десетина предмети, а да не сте доктор на науки, не знам што да речам, каков е коментарот. Ајде подолу. 96 година асистент и шеф на финанси, а февруари 2002 година пишува универзитет, значи во Тетово, до февруари 2002 универзитет во Тетово, Република Северна Македонија, која тогаш се разбира не постоела како таква. 92 година шеф на финансии, сметководител на Венеција, предпоставувам дека е тоа некоја фирма. Не ми е пријатно да редам податоци, меѓутоа, во проектите, замислете, пишува, бидејќи така остава впечаток тоа, Оксфорд, да прочитате University, и одеднаш гледате International Summer School General English. Замислете, курс за општ англиски, генерален англиски, базичен англиски, е вброен во проект. Не ми е јасно тоа. Но она што треба да ве загрижи, сите вас, како мене, е податокот дека, значи, доктор по економски науки 2022 на 57 годишна возраст, доктор на науки, а 2002 година, споредете го, така исто убаво звучи, Универзитет на Југоисточна Европа, високо образование, факултет за бизнис и економија, предавач на додипломски и постдипломски студии. Мислам дека никој не може да извлече од ова поинаков заклучок, туку дека некој си ги редел податоците како што си сака. И сега најважното што зборува за профилот на некој кој што е во високото образование, се разбира се трудовите. И сега за некој кој конкурира да биде директор на агенција за квалитет во високото образование, значи најквалитетен кадар може да оценува квалитет во високо образование,
Одеднаш овде напишал како трудови 15-тина, на ниту еден труд не гледам дека е тоа референца, што значи дека е објавен трудот во часопис, не велам со импакт фактор, кој што нешто значи, или од издавачка куќа која нешто значи, заради квалитетот на публикациите во сферата на економијата во кој што е тој. Знаете што, јас очекувам кога некој ќе конкурира за ваква функција овде да има барем 100-200 труда. Меѓутоа, еден од овие што се споменати овде, извинете за мене, нема карактер на научен труд. Замислете, еве ќе ви прочитам, на пример, The Profile of Ethnic Albanian Entrepreneurs in Macedonia. Профилот на етничките албански предприемачи во Македонија. Профилот, не ми е јасно што може дека е тука наука, ништо не разбирам овде од часописот. Извинете, ама и останатите се со вакви наслови. Например, знам јас дека во исламската, ве молам, во исламското предприемништво има многу инспиративни институти или механизми, како, например, наплатувањето на каматата. Ама труд Islamic Entrepreneurship Perception Among Employees in North Macedonia, апсолутно со наука нема ништо заедничко. Не ми е пријатно што политички зборувам овде пред вас. Мислам дека ова треба да ни биде лекција, дека и кога застануваме на оваа говорница и кога креваме рака, дека не смееме да заборавиме на стручноста и компетентноста како основен критериум за избор на функции кои се синоним, пазете, агенција за квалитет во високо образование. Извинете, ваква личност може да води само агенција за неквалитет во високото образование или за рушење на квалитетот во високото образование. До кога, луѓе, ќе поддржуваме вакви предлози? Како може политиката не само да не биде во границите на правото, туку да го преферира незнаењето наместо знаењето? Јас ве молам добро да размислите пред да кренете раце. Во оваа земја има многу луѓе, партиската припадност е приватна работа во сите партии, со симпатии, за кои не сакам да дискутирам, кои персонифицираат квалитет во високото образование. Само тие може да водат институции како оваа за квалитет. Значи, мислам дека ова е врв на политизација на процесот и е далеко од она што го викаме вистински луѓе на вистинско место. Не знам кои се другите двајца кандидати што конкурирале, бидејќи немаме увид ние во нив, но мислам дека овој кандидат не може да води ваква институција. Благодарам.